Добар ден и добре дојавте на мојот YouTube канал. Во денешното видео ќе зборуваме за една блиска тема со оние претходни теми кои што ги правевме, односно денеска ќе се задржиме за позадината и психолошката интелигенција позади современата филмска индустрија. Зашто психолошка, бидејќи позади секој филм стои одредена психологија како и за се во општествениот живот, бидејќи на некој начин, на директен или индиректен начин, таа влие на нас психолошки, но и духовно. Кога ќе зборуваме за филмска индустрија, на што може да се асоцираме? Ако го земеме фактот дека човекот е едно свесно битие кое што екзистира и функционира само во сегашниот момент, што подразбира дека нашиот живот, нашата душа и свесност присуствува само во овој момент и не постои минато, и не постои иднина, и сето тоа е дел од нашиот ум, односно умствено сценарио, кое што умот вешто го создава и затоа човекот е некако постојано во трка за следниот момент, бидејќи човекот е окупиран со нештата, обврските кои што му се предодредени, кои што ги предодредил за тековниот ден и врз основа на нив тој трча кон следниот момент и на тој начин се учи подсвесно да живее или за идниот момент или за она што поминало. Што значи се е една игра на свесност и зашто го зборувам ова, бидејќи кога ќе го разбереме тоа, ќе ја сватиме играта на умот, ќе сватиме како можеме самите да бидеме изиграни од сопствениот ум, меѓутоа како сето ова се поврзува со филмската индустрија и со филмовите, токму таа свесност е директно поврзана со филмот кој што ние го восприемаме. Тоа значи дека свесноста, нашата свесност, духот и душата кога гледаме филм е целосно под влијание на тој филм. И не само што ние целосно ја губиме и ја предаваме во она што го гледаме, онаа проекција која што е во тој момент дадена пред нас, дали преку телефон, телевизор или било што, ние несвесно во нашата психа восприемаме информации кои што може да бидат и добри и лоши. Меѓутоа, за ова ќе се задржиме малку подоцна. Сакам еден мал вовед да ви направам, чисто за да имате една убава лепеза од сите аспекти кои што се битни за оваа тема. Зашто се важни овие информации? Затоа што нашата енергија ние можеме да ја користиме активно и врз основа на тоа што ја користиме нашата енергија и низ работа, низ акција, ние создаваме, креираме нешто и сме активни служители на нашиот живот, но и во општеството. Тој момент е важен затоа што поттикнува на некој начин самосвест дека она што го користиме ние со нашата енергија и со нашите екстремитети и со нашата интелигенција, креираме, создаваме нешто во животот кое што нас еден ден ќе ни се врати, односно тие плодови. Сега и тоа може да биде искористено повторно во една добра и во лоша страна, односно таа енергија да ја користиме за некој друг, да работиме за работодавци, кои што се материјалисти, империјалисти, кои што се алчни, кои што не ги интересира добробитта, општественото добро и свеста за другиот. Туку го интересира само да се збогати повеќе и да натрпа што повеќе финанси во својот џеб, да може својата фамилија и семејство да ја богати и ужива во луксус. И ние на некој начин со нашата енергија и работиме за нив и ги поддржуваме. Од друга страна, истата таа енергија можеме да ја користиме во сопствена цел, односно нашите таленти кои што ќе ги развиваме во текот на животот, способности, вештини, мудрост, снаодливост, умешност да се снајдеш во животот, да заработиш доволно пари кои што ќе ти бидат доволни за тој месец. И сето тоа со нашата свесна енергија да ја вложуваме во одговорност и работа,
која што и професионалност, која што ќе донесе еден живот кој што нас ќе ни биде среќен и исполнет, а врз основа на тоа и ќе ни донесе плодови од кои што ние ќе уживаме. Зашто го кажувам ова? Бидејќи сите овие мали моменти на вложување, на активно вложување на својата енергија, значи носат плодови кои што нас може да ни донесат одредени бенефиции. Може да ни донесат добар живот, квалитетен живот, среќа, изобилство, но може да ни донесат и добра плата, ама од друга страна несреќа, немир и оддалеченост од Бога. На ист начин, буквално на ист начин, се случува кога ние ги гледаме филмовите. Затоа го направив вака видеото да почне како еден мал пример, дека и кога ги гледаме ние филмовите на телевизија или онлайн на нашиот телефон, што и да е, лаптоп, ние можеме нашата енергија да ја вложуваме во нешто што ќе ни донесе квалитетна информација, мотивација, внатрешна исполнетост, внатрешна самосвест и интроспекција, да размислиме за живота, да видиме некои подлабоки теми, да размислиме дали животот е ова што е или можеби е нешто друго. И сето тоа може да го понудат и да го дадат одредени филмови, а од друга страна сето тоа буквално може да го одземат некои филмови кои што, впрочем, се повеќе ги има во денешното време. Истото важи и за читањето. Ако ние читаме добра информација, добра книга, едукативна содржина, ние во нас внесуваме енергија на информации кои што нас може да не облагородат, да не поттикнат да размислиме подлабоко за животот, за нашиот живот, за собствените грешки, мани, слабости, нешта кои што нас ќе не поттикнат да влеземе внатрешно и да се преиспитаме дали е ова добро, за да можеме да го промениме и надворешниот живот, односно околностите во кои што се наоѓаме моментално, кои што секогаш може да бидат променети, само кога ние внатрешно ќе почнеме да се менуваме, и тоа е еден долг процес. И како што постојат такви книги, за жал постојат и многу поголем број на книги, поготово од личниот и духовниот современ развој и таа некоја си New Age ера која што дојде, која што впрочем е една огромна лага и луѓето ги залажува со некои погрешни информации. Меѓутоа, тоа е една сосема друга тема, можеби ќе разговараме за таа тема во некој друго видео. Поентата е дека исто како што книгите, исто како што работата која што работиме, носат позитивни или негативни нешта, односно воспитание кое што во нас гради што? Гради личност која што на некој начин ќе делува. Ќе делува во позитивен правец или ќе делува несвесно во негативен правец, и на тој начин несвесно ќе се наклонува кон таа црна сила, односно зло, кое што постои, и тоа е од секогаш постоело, и тоа владе и се вгнездува во секоја пора на општествениот живот. Па затоа и овие видеа кои што ги правам се поединечни, за да ги осветлам сите тие пори каде што може да владее злото, за кои што луѓето не се свесни. Исто како што книгите ја носат таа позитивна, но и негативна страна, и филмовите ја носат низ одредени психолошки аспекти, но и духовно поле. Сега, кога сме веќе кај тоа, што е тоа, на што мислам? Како што објаснив до сега, информациите нас ни влијаат. Кога ние читаме, односно гледаме позитивни филмови кои што имаат некаква длабочина, едукативна порака, духовна смисла, значи создадена содржина, создадено сценарио, тек на случувања кои што нас ќе не поттикна да продреме во длабочината на животот, во тоа што е вистината за животот, во тоа кој и дали постои Бог. Некои филмови кои што на некој начин нас ќе не одведат кон
тоа да скршнеме од обичното општествено секојдневие и да не вратат кон вистината, односно осмисленото живење, и за тоа треба да служат сите, да кажеме, општествени, културни дела, кои што се дел од културата на општеството, за човекот да може да се спознава, но и да ја спознава суштината и смислата на животот. Затоа се создадени такви културолошки форми во општеството, кои што човекот треба на некој индиректен начин да допира до вистината. Филмовите порано го ја имале таа можност, меѓутоа како што доаѓаме кон се оваа понова цивилизација и време во кое што живееме, се помалку се губат тие филмови и сите сме свесни дека на нашата телевизија и на интернетот и на целата таа интернет сфера постојат филмови кои што се или со агресија, или со некои негативни пораки, деструктивни настани, сценарија, луѓе, облеки, површни вредности, плитка порака, која што луѓето едноставно само го надополнуваат она што го кажав на почетокот, само го надополнуваат пасивно времето со нешто кои што не им носат никаков бенефит и нивната енергија ја вложуваат во празно потрошено време и простори и енергија, која што на некој начин долго време, ако долго време се гледаат и се восприемаат, носи на долг рок многу ниски негативни чувства и емоции, кои што кај човекот создаваат празнотија, меланхолија, празнина, која што вели ти буквално не вредиш ништо, животот ти е празен, не правиш ништо, така ти поминува се, и едноставно луѓето затоа ја губат смислата на живење, бидејќи во општеството некако начинот на живот стана таков и луѓето бараат начини и извори да го пополнат празното време кое што име најчесто во голем дел неограничено, затоа што не го користат на продуктивен начин и го компензираат со гледање на вакви филмови кои што на долг рок им носат всушност потврдување на таа празнотија и на некој начин така им поминува животот, заради тоа што нивните избори и нивната енергија ја вложуваат во нешто буквално празно и безсмислено. Зашто безсмислено? Еве ќе земеме еден пример, каде што ќе прикажеме што се случува во психата на човекот. Филмовите имаат таква моќ да кога ние ги гледаме, ние фактички се оддалечуваме од себе и целосно се вовлекуваме во приказната која што ја гледаме. Што значи човекот ја губи својата свесност, значи надворе од реалноста на живењето и влегува во приказната на режисерот, на она што го гледа. Ова е многу важен момент да се разбере, бидејќи може да донесе до вас едно спознание и внимание и предпазливост што гледате, бидејќи многу често при ваквото долго метражно гледање на филмови, ние создаваме перцепција на идентификување со ликовите од филмот или серијата и на некој начин подсвесно се оддалечуваме од нашата автентичност и суштина на душата и затоа многу често може да се сретне споредување и итање кон некој идеал на живење според она што го гледаме во филмот. Тоа најчесто најуспешно го прават оние филмови кои што имаат некоја љубовна романтична нитка, каде што на пример човекот, младата личност или било кој да гледа се идентификува со тој љубовен однос или трага подсвесно по некоја таква љубов и идеал за љубовна романса во својот живот која што не е реална. Што значи многу клизав терен е филмот и многу внимателно треба да се одбираат филмовите кои што ги гледаме, затоа што
Сето тоа може да ни донесе лажна перцепција и илузија за животот, а поготово оние филмови кои што се сега, кои што имаат и агресивна содржина, пукање, војни, сплетки, ограбување банки, идеи со фирми, со големи пари, моќ, тоа најчесто може со Wall Street, оние Нью Йорк улици и такви некои филмови кои што имаат таква содржина да го поттикна човекот на едноставно дека таков успех и голема моќ е суштината на животот и да се стреми да ита кон такви вредности на подсвесно ниво, бидејќи на овој начин тоа што го восприемаме ние подсвесно го чекориме во реалниот живот. Значи, ние создаваме воспитание, перцепција која што подсвесно не води кон одредени вредности и идеали и да речеме може да се стремиме да влегуваме во некои помоќни фирми, да подсвесно бараме некои по-луксузен и идеален живот во нашите очи, кој што сме го фактички восприемале од она што сме го гледале долги години. А сето тоа реално да е многу погрешно, бидејќи тоа, како што кажав на почетокот, да не е суштината на животот, значи филм кој што нема да не доближи до таа суштина и смисла и вистина за животот и на тој начин ние да се одведеме кон пропаст, кон духовна пропаст. Сега тука би го надоврзала и психолошкиот момент кај децата, поготово кај децата, ама мислам дека ова ќе го зборувам во посебното видео кое што го планирам за психолошкото влијание на цртаните филмови, на ваквите филмови кои што се достапни за деца и играчките, како сето тоа влие и врз нивното градење на личноста. Меѓутоа, еве во кратки црти, детето кога ги гледа сите тие филмови или детски цртани, тоа целосно се идентификува со тие ликови, бидејќи поготово затоа што нема таа свесност и перцепција да направиш дали ова реално или не, за разлика од повозрасниот човек, детето директно се прилепува за ликовите и затоа многу често ќе видиме дете кое што гледа Спајдермен или Бетмен или кои да се тие херои кои што современата ера ги донесе, целосно да буквално влегуваат во тие ликови, да бараат и облеки и играчки, затоа што нивниот свет се гради врз база на илузија на цртаниот филм кој што го гледа, меѓутоа многу блиску влијае и на човекот, на возрастниот, затоа што, еве, како што кажав прималку, човекот не е свесен дека сето тоа несвесно го воспитува, му го води патот на животот, иако мислиме дека тоа е едно слободно време во петок, па ајде сега филм ќе гледаме, као ништо не е една забавна активност од викенд, времето кое што ни е слободно, ништо важно, ништо сериозно, ама всушност да биде многу сериозно токму заради овие причини. Кога сме веќе кај тој момент, од каде целата таа приказна почна? Ако се сеќавате, барем ние што сме 90-та, 80-та, 90-та, 2000-та година, знаеме дека живеевме во една многу поразлична ера во која што интернетот се уште не беше завладеан во општеството и некако бевме ограничени на она што ни го даваше телевизијата, барем во тоа време. Меѓутоа, пред да дојде една таква широка ера на толкаво поле на различни филмови и ТВ канали, ние имавме една терестријална, односно бесплатна телевизија, која што беше земјена и се испраќаше буквално нас сите во сечи дом и имавме сите некои основни ТВ канали, како МРТ1, МТВ, не знам кој беа, и сите ги имавме имавме некој посебен избор и гледавме тоа што ќе ни се буквално пласира на телевизија. Сега, оној момент, негде 80-тите години, 90-тите, дојде една, бидејќи човекот е едно суштество кое што ита кон тој технолошки развој и бизнис раст и ширење, така како и за се во современиот век во кој што ние итаме кон се подобри и подобри, се по
ново, дојдовме до кабловската и сателитската телевизија. Што направија тие? Ако ние имавме 5-6 ТВ канали кои што ни беа достапни сите и на кои што најчесто луѓето во телевизиите пуштаа нешто што е паметно, квалитетно и содржајно, сега се доведе буквално целиот свет кој што има ТВ канали, добри филмови, не знам, добри серии, да може да не соедини во рамки на тоа ако ние плаќаме кабловска и сателитска, да можеме да имаме пристап буквално до светот. Односно до она што е ин во, не знам, Шпанија, Аргентина, Америка, Русија и така натаму и така натаму. Што значи тој технолошки развој во оваа ера не доближи до повеќе аспекти на тоа кои се нашите можности во слободното време. И сето тоа донесе за нас можеби позитивно, поготово за нас децата во тоа време, ние го обожававме Cartoon Network, значи цртаните, MTV беше исто така најинтересно тогаш да се гледа, значи некои музички спотови од светот, бидејќи немавме пристап, немавме, ако имаш компјутер дома, да отвориш YouTube и да видиш што се случува. Сето ова низ телевизијата фактички нас не доближи до светот, до она што се случува. И на тој начин човекот колку и да не сака да биде ин во тоа, тој мораше да се вклопи и од таму почна таа трговија на купување на телевизија, која што нас ќе ни даде одредена, нели, содржина, информации од различни серии, видео, спотови, музика, не знам, драмски настани, некои буквално од се она што се случуваше во светот од различни аспекти во општеството, во било која држава. Сите тие световни случувања нас не беа достапни. Што значи дека сателитската телевизија ни донесе пристап до странски канали, а кабловската пак ни донесе можност да бираме детски, информативни, спортски и слични телевизиски канали, кои што ќе го доведат човекот да се повеќе неговото слободно време и продуктивно време го преточи во едно време поминато на екран, кој што го создале другите луѓе. И од тука започна буквално целата оваа приказна во која што ние живееме дури со интернетот. Сега тој развој, како што се развиваше, луѓето многу психолошки зависности се создадоа кај луѓето, како што тоа беше со цигарите и со некои други нели дрогата и други некои супстанции или активности кои што кај човекот може да создадат зависност. На овој начин човекот најде извор, своето празно време кое што треба како одговорност да го создава, да работи, да биде активен во својот живот. Тој го искористи со тоа што своите пари си ги даваше си ги дава за таа сателитска кабловска, да не ја зборуваме за тоа дека сето тоа создаде и некои други дополнителни идеи кај многу луѓе, па се создадоа и дополнителни услуги да се купуваат дополнителни ТВ програми, како HBO, например, кои што се наводно многу ин и светски познати и расширени, како наводно современо кажано комерцијала, која што те вовлекува во светот, односно во она што е ин во светот. Тоа се тие некои програми кои што се создадоа со психологија да го намалат човекот да станува се позависен од телевизорот, а сето тоа отвори врата пат кон современото зло, бидејќи нештата се променија. Сега ретко кој дури гледа телевизор, значи човекот наместо да биде зависен од телевизија, сега стана зависен од телефонот, од таблетот, од лаптопот. Сега она што мораше да запали кола од некаде и да се врати дома, па да запали
телевизор и да гледа филм или нешто, сега се му е достапно на телефонот. И од тука дојдоа многу поголеми зла, кои што, например, еве ќе ви дадам неколку примери, кои што често може да се покажат. Се создадоа програми, ТВ програми, односно интернет програми, каде што ја имаат истата, нели, психологија и намера да го намамат човекот да биде активен и да гледа филмови. Меѓутоа, она што е интересно е што, за разлика од порано, например, ако порано сме имале, ќе купиш филм и го гледаш целиот филм, ќе платиш телевизиски, нели, одредени канали и ќе имаш филм, ќе имаш нешто што можеш да го изгледаш од почеток до крај. Сега она што е многу интересно е што буквално се прават програми на интернет да ги купуваш или да купуваш засебен филм кој што се наплаќа, значи се наплаќа непосредно, да мораш со картица онлайн да го платиш и те мами со многу добри осмислени психолошки реклами за да сакаш да го погледнеш. Гледате, порано ние го немавме тој момент да сега гледаме телевизија и не се отвори некоја реклама за некој филм, па ние да го купиме преку телевизор. Значи сега се нудат многу полесни можности да се манипулира човекот онлайн за да може картицата му е до него, за да може одма да си ги даде парите. Од друга страна, се нудат реклами од краткометражни делови од серии. Сега стана актуелно, тоа е, ќе го споменам, Netflix, значи тоа е светска империја која што прави милиарди, каде што луѓето ги буквално намами со една многу добра професионалност, од режија, од боја до облеки, до некои интересни филмови и серии, па и документарци, кои што човекот го намамуваат се повеќе да ги гледа. И ајде пред да се надоврзам на таа тема да докажам само за овој програм, каде што мали делови од една и пол минута, 2 серија ти дава во најинтересниот момент, каде што серијата буквално те намамува, едноставно те привлекува да ја погледнеш и ќе го погледнеш тој мал дел од 2 минутки и после ти се гаси и ти вели за да го продолжиш гледањето, ти мораш да си платиш. И повторно ти нуди онлайн. Што значи човекот, поготово ако гледа, да речеме половина час, или гледа 15 минути, или гледа саат време, и потоа му се прекине, тој веќе е влезен во психолошка манипулација, која што најверојатно ќе си ги даде парите. Можеби тука не е толку актуелно во Македонија тоа, меѓутоа верувајте во светот тоа функционира како буквално како Кока-кола, продажба на Кока-кола. Значи, меѓутоа не сме ништо подалеку. Нештата доаѓаат и кај нас се доближуваат и човекот треба да биде свесен дека ако влезе во таа енергија, бидејќи тоа е енергија на зло, кога ти влегуваш да ја гледаш долго време и да се навлечеш во тоа, не сакајки или сакајки, ти се движиш кон една енергија која што ти ја презема душата и умот и веќе владее преку тебе. Значи да си ги дадеш парите, да се изгориш, да си го поминеш времето цел ден во празнина, буквално во некоја серија. Јас сум имала такви искуства и знам што значи да се навлечеш на серија. Имав на времето имаше една серија која што толку беше, тоест не една, неколку, толку беа интересни што ги имаше пристап програмите, современите телевизиски програми сега што нудат. Нудат буквално сите серии, сите епизоди од серијата да ти бидат достапни. И ти затоа се влечеш, затоа многу луѓе стануваат зависници, кои ќе речат, има и мемиња, оние интересни некои видеа ги прават, као, па добро, вели кога успеа да ја изгледаш цела серија, и овој демек чисти, преготви, прави домашни активности, оди на работа и со лаптопот у рака и наводно работава цело време сум пред лаптоп или пред телевизор и гледам серии епизода за епизода. Тоа е проблема. Тоа е целата суштина која што психологијата ја има во
во оваа филмска индустрија, ама луѓето не се свесни дека во таа позадина седи и духовна позадина, односно поле на екзистирање, кое што владаат најчесто демонски сили. Сега, не знам колку кај вас воопшто имаат луѓето свесност дека од секогаш постоело доброто и злото и од секогаш постоеле ангелите и демоните. И луѓето треба да разберат дека кога ја восприемаат таа содржина, едукација, филм, сцена, драмска приказна, значи и во театарот исто, било што и да, ако човекот, групата, индивидуата, сценариото, режисерот не се дел од таа чиста енергија, автоматски ние кога ги гледаме, нашата енергија, нашата душа и духот се движи кон тоа црно зло, односно енергија која што владае преку душите на тие луѓе кои што се дел од таа приказна. И затоа злото многу лесно владае денеска преку интернетот. Затоа што ние ќе скролнеме 2-3 поста, доволно е некој човек што е наклонет на злото да го видиме, значи визуелно да го гледаме. Тоа се значи и за профилите на социјалните мрежи. И ние буквално преку него, преку она што го зборува, дури не мора да го зборува, дури на мјут да е, значи со тоа што го гледаме, он зрачи енергија. И ние се наклонуваме на таа црна сила. И затоа, по долго време гледање на социјални мрежи, скролање, било што на интернет, кое што реално многу луѓе не се ни свесни од каде потекнува целата таа енергија, затоа лесно потпаѓаат. Затоа потоа не може ни да се свесни што прават во текот на денот, а најтажното е што не се ни свесни дека всушност потоа веќе кога ќе влезат во таа енергија, таа и ги води. Значи им ги води активностите, идеите, мотивациите, денот, да направат нешто, да отидат во мол, да си купат нешто, да отидат во кино, да си потрошат уште некоја паричка, Значи, таа енергија, преку која што ние влегуваме во тоа поле, потоа не води. Значи, не води, ни го води животот да правиме активности, да пуштаме филмови, да пуштаме уште една епизода, да пуштиме некој филм или да слушаме музика која што е од таа енергија. И гледате, човекот кој што не е свесен, и верувајте ми, луѓето се толку заслепени што дури овај да им го кажеш, ќе те направат будала, дури ова да им го преточиш, и многумина од луѓето што ги гледаат овие видеа не ги сметаат овие нешта за вистина, затоа што светот им пласира нормалност. Сето тоа да биде нормално. И затоа е многу тешко да се разбие таа свесност. Затоа луѓето од несвесно и тајки во тој живот многу страдаат. Многу негативни емоции, многу погрешни избори, многу погрешно ја користат енергијата и одат кон погрешна иднина. Кога ќе помине долг период, потоа ја бараат па каде е смислата на живењето, кога ќе видиме од позади што имаме ние позади себе во нашата животна историја, немаме апсолутно ништо вредно. Го немаме Духот Божји, ги немаме вистинските активности кои што сме требале да ги вложуваме во важни нешта, за кои што нас ќе облагородат како личност. Времето ни поминало во огромен дел во празно гледање на серии, ни поминало во слушање на површни нешта кои што не воспитувале да одиме кон површен живот. И гледате, луѓето самите врз основа на неосвестеноста се водат кон погрешен начин на живот и доаѓаат до точка каде што потоа ја губат смислата, не знаат која е суштината, вистината на живењето. Затоа што од дома го немаат тоа добиено, самите натргнале тоа да го спознаат, примаат лоши, негативни вредности и информации од телевизијата, од филмот, значи не ја знаат суштината за животот, затоа што не допреле до тоа, не истражиле да спознаат, не прочитале такви книги кои ќе ги доближат до вистината за животот и имаме погрешен начин на живот. И сето тоа носи последици.
на страдање, на меланхолија, на депресија, на анксиозност, на бесмисла, до степен на луѓе кои што посакуваат едноставно да го завршат овој живот затоа што нема смисла. И ќе нема смисла затоа што луѓето влегле во таа црна сила и ги влече кон бесмислено живење. Во овој момент можеби сето тоа ни изгледа многу далечно и нереално, како да не може никогаш да дојде, затоа што едноставно тука сме во некоја меѓузона. Ама на долг рок, човекот кога не е свесен за овие нешта, цената на крај стигнува и тоа се плаќа со казна, значи со долго време на страдање. Дури и човекот кога ќе се покае, значи тој треба да се прочисти од долго време погрешно живење, а од друга страна долго време ќе му треба тоа празно нешто кое што го пропуштил во минатото да го гради. Затоа што годините поминале, младоста поминала, енергијата животна поминала. Значи замислете ако од 20 до 35 години човекот поминал празен дел, површен, каде што гледа само филмови и серии, и ти на 40 години сега да почнеш да градиш нешто што си требал во 20 години. И на тој начин многу потешко човекот се враќа на вистинскиот пат и само продолжува да страда. Тука исто така би спомнала една психолошка позадина, која што филмовите ја успеваат, но исто така и духовен важен закон кој што го прекршуваат. Тоа е идолопоклонството. Многу често ќе приметите и самите дека, и како што кажав и претходно, и многу деца, а и многу млади луѓе, а и многу возрастни луѓе се идентификуваат и со глумци, и со музичари, и со ликови, и со франшизи, како Deadpool, како Toy Story, ако се сеќавате. Значи со ликови од кои што потоа прават огромна индустрија на играчки, на разни активности игри, кои што се дел од тоа, затоа што го мама човекот на тоа да ги има сите оние нешта кои што ги гледа од филмот, и сето тоа, замислете, создава еден вид идолопоклонство. Значи се идентификувам и величам и сакам нешто што е лажно измислено. Нешто што реално не постои во реалноста на животот. Тоа беше и со оние играчките, како што кажав, од Toy Story. Со Buzz, со каубоецот. Се создава кај детето, па и кај возрастниот. Значи нешто што сакаш да го имаш, да го величиш, да го имаш покрај себе како вредност, и да се радуваш на нешто што е минливо, површно и што е предмет. Од друга страна, ќе збориме од аспект на ликовите. Хари Потер, Хана Монтана, Спајдермен, X-Men, Deadpool, сите тие некои херои кои што излегоа во почетокот на 2000-та и крај на 1990-та, а мислам дека од 2000-та година таа ера почна да се раѓа со некои нови херои, каде што луѓето многу често паѓа во тоа, во идолизирање, во идентификување со ликовите. Да не зборуваме. Ликот како Хари Потер, тоа е една паганска серија, можам да кажам, затоа што сите тие нешта кои што се случуваат таму од магиски аспект се измислени и имаат идеја на магиски ритуали. Значи, со стапчињата, и тоа многу добро се сеќавам, ја бев многу мала, мислам дека 7-8 години кога искочи првиот филм на Хари Потер. Знам колку се радував и колку бев воодушевена и колку бев целосно дома со стапчињата и кај баба ми во двор, знам, се идентификував со она што го правеше Хари Потер. И ето тој момент од себе ќе видиш дека човекот вградува во себе, се поистоветува со ликот и оди кон вредностите од серијата, од филмот, од она што го гледа. И фактички не ја добиваш суштината, не ја добиваш вистината, се оддалечуваш се повеќе од Бога и вложуваш во себе вредности и идеали кои што те носат кон тие вредности.
современиот филм кој што излезе исто со Ариана Гранде и не знам како се викаше таа црнкињата, со Wicked, нешто така беше, значи тоа е исто магиски филм. Многу луѓе, поготово христијани, приметија дека се работи за ритуали кои што се во самиот филм. Значи денеска веќе одиме кон едно посериозно зло, каде што преку филмот се прават, преку музика се прават вибрации и ритуали на сцени и одигрување кои што буквално го хипнотизира гледачот или слушачот. И кога влегува во таа енергија, целосно се идентификува. Еве кога сме веќе кај тоа, ќе спомнам еден многу тажен момент кој што го приметив. Има една млада девојче, нема да споменувам име, значи кое што прекрасно како ангел пее, баш ја имав исподелено пред некое време. Пееше песни од Тоше, македонски традиционални. Глас како ангел, стварно многу необичен глас и убавина. Бело лице, долга светла коса. И гледам под влијание на тој филм Wicked, значи почнала да пее песни од тие теми, од тие филмови, и како што оди времето гледам, а нејзините родители за жал не се ни свесни. Значи девојчето се повеќе се облекува и го облекуваат во црно до тука завиено, све некои теми, песни пее од таа област, од таа црна индустрија. И гледате, полека несвесно луѓето од она што е ин се вовлекуваат и влегуваат во тоа поле и потоа ги води. Гледате, родителите не се свесни, не го спречуваат злото во домот, се дозволува затоа што е ин во светот, децата го гледаат, се идентификуваат, влегуваат во поле на енергија на зло, на демонски сили и животите потоа им ги води. И одиш утре, имаш настап и ти не си свесен дека изборот на облеката, изборот на песната ти го води позади себе црн ентитет. Најголемиот проблем на современото човештво е тоа, затоа што ненормалното и погрешното е дозволено и нормализирано во општеството, и затоа и се повеќе се дозволува, се гледа, се слуша и се прима во својот живот како избор, и затоа несвесно луѓето одат кон пропаст. И несвесно одат кон гребови кои што еден ден ќе треба да ги платат. Тоа е, за жал, реалноста на овој век, затоа што луѓето се игнорантни, луѓето се оддалечи од Бога и одат се повеќе кон светот што им го пласира, и тоа е целосна неукост, затоа што ти, за да се допаднеш на другите, за да можеш да го постигнеш она што сакаш да го постигнеш, да речеме успехот или славата, или да го пробиеш своето дете, или не знам, да направиш најдобро за своето дете, го прилагодуваш према светот и го правиш најдобро можеби помеѓу тој свет, не сваќајќи дека всушност ти го правиш најдобро и иташ кон вредности кои што му се целосно деградирачки за неговата душа, и утре ќе џабе ќе му бидат сите тие околности, успехи, среќи и напредок и награди и посети на, не знам, музички настани или не знам што, кога ќе се изгуби себе си. Бидејќи ти си одвоен од Бога, духот ти е одвоен од суштината, одвоен си целосно од позитивните светли вредности и влезен си во индустрија, во сила во светот, која што буквално те влече кон се поголемо зло. Но за среќа постојат можности кои што можеме да ги погледнеме сите оние филмови од минатото. Сега, и тука има една слаба страна. Секој оној кој што е малку технолошки, технички и покомпетентен во аспект на работа со лаптоп, компјутер, кој што знае да ги користи торент и замунда, каде што може да се симне некој филм од постаро време или да ги најде на YouTube, па на некој начин да се снајде со превод, па да гледа некои добри филмови кои што беа во минатото. Значи тоа е еден позитивен аспект кој што постои. Меѓутоа, бидејќи човекот
генерално секој човек не ја има оваа можност и капацитет, поготово по старите генерации, и тие се зависни од телевизијата. И веќе кога сме кај тоа, тука спаѓаат сите овие, значи, серии кои што се даваа и кои што се даваат сега, и ТВ шоуа кои што го направија човекот роб и зависен од крајно површни, кич, катастрофални серии, вредности, пораки, поготово ако се сеќавате од турските серии, би ги ставила тука. Србија е позната по тие Фарма, Велики брат, кој што едно време беа и кај нас, Звезда Гранде. Значи, тоа е лудило како се довлечка тука, и затоа што се повеќе дојде таа површност и зло, затоа и ги нема сите тие. Читам стално, луѓе коментираат, немаме повеќе едукативни емисии за деца, програми, серии. Се сеќавате порано Наше мало која беше, значи тоа беа некои серии од кои што буквално ги гледаш, ама знаеш дека нивниот живот е малте ист како мојот на улица, немаше разлика, немаше нешто што ќе те навлече на некој погрешен живот, и беа повеќе едукативни, можеше да научиш нешто од тие серии. Затоа се правеа, луѓето живееа, одеа, работеа во телевизии, позади камера, ама создаваа некоја вредност, работеа на некоја идеја, која што имаше таква суштина. Сега најтрулото, најповршното, ајде колку само да помине, како што гледам сега еден наш поранешен шоу, како да го наречам, не знам, ставија на телевизија. Значи, мислам, гледате, злото ги вовлекува сите тие нешта да бидат поблиски до луѓето. Дали онлайн преку интернет, дали преку телевизија, и се е само за да се пополни со површност. Она буквално квантитет да се направи на се можно. Значи и на вести, и на медиуми, и на телевизија, буквално на се. Затоа не можеме да видиме нешто содржајно длабоко, затоа што луѓето работат за пари. Луѓето веќе животот го насочуваат на материјалното, а не на квалитетот на вредното, и она што можам јас на народот да му го дадам како вредност, за да се создадат такви вредности. И потоа ќе видиме на вести секој ден хаос и страдање. Ки има страдање? Ки има. Доека секој поединечно не се одвои од тоа зло и не се врати во суштинското, значи онаму каде што треба, како што било некогаш, барем поблиски биле луѓето порано. Затоа стално ќе го кажам тоа, таа убава носталгија не влече кон 80-тите, 90-тите години, затоа што луѓето тога живееја поголема вредност. Сега се шунт и површност. И ако човекот се прилагоди на таа шунт и површност, не треба да очекува дека ќе има некаков добар исход или поубав живот, или дека ќе чувствува среќа. Значи сега човекот треба целосно да се изолира, а веќе ако сака да гледа некој поквалитетен филм, јас одбрав неколку тука би ги одвоила како пример, чисто за да ви дадам една паралела со целата оваа можеби потемна страна која што ја приложив, да видите дека има и светли страни од таа филмска индустрија која што и како може да се дадат на обичните луѓе преку телевизиите, ама сето тоа се прави со умисла да човекот не го добие, затоа што црната енергија не сака тоа да го постигне, бидејќи луѓето сака да ги направи робови и слепи, да се хранат со труло и празно, за да душевно ги уништи. Еве, како прв филм, односно како прв режисер, минатава година ги изгледав сите негови филмови кои што се од аспект на библиски концепт, бидејќи неговата идеја била таа, тоа е Лоренцо Миноли. Значи тој е режисер кој што се фокусирал многу специјално на библиските приказни од Стариот Завет, каде што сите оние
главни, убави, позитивни ликови и важни ликови во Библијата ги преточил во филм. И тоа се филмови кои што траат од 2 до 3 часа, некои повеќе, кои што заедно, замислете, со италијанскиот музички композитор, мојот омилен Енио Мориконе, соработувал за целата таа позадина музика да биде со негово создание, и таа комбинација е навистина нешто уникатно да се погледне, и затоа ги препорачувам. Значи, на филмовите на Авраам, на Мојсей, на Јосиф, односно Џозеф на англиски, на Давид, цар Давид, Еремија, можете да погледнете, да побарате на YouTube, да ги пишете на англиски овие ликови и full movie, и ќе ви ги даде. Значи, тоа се филмови кои што на еден преквалитетен начин се представени ликовите од Библијата, и не само тоа. Целата таа продукција од облеки, од светло, од професионалност, тоа му се вложени огромни пари. Таму се вложени огромни пари. Ама гледате, парите кои што сум ги создал од претходните филмови, кои што Бог ми овозможил да имам поизобилен живот, за да можам да создадам нешто што е квалитетно, но има и едукативна вредност, што ќе даде на луѓето нешто од што ќе може да научат. Така се користи богатството, а не да се користи за што повеќе пари, да ме интересира само мене профит и да дадам ја шунти поинакви најдолни можни вредности. Во филмовите, низ целиот тој процес ја добиваш вистината за животот. Те доближува до библиските вредности, до сознанијата кои што фактички треба да ги восприемаш преку Библијата на еден читачки начин, на овој начин ти ги доближува низ филм. Те менува во однесувањето. Како што кажав на почетокот, свесноста ти ја гради врз основа на тоа, на ликот кој што впрочем е позитивен, кој што те насочува да станеш подобар човек, да ја смениш енергијата, реакциите, насоката, односот кон другите луѓе, да се промениш во некои нешта. Гледате, самата суштина на филмот и тоа што го гледаш, на некој начин те воспитува да се менуваш и да создаваш подлабок поглед кон животот, но и кон себе и својата иднина и односите со другите. Од друга страна, веќе земам друг контраст, каде што се пренесува порака на емпатија и на самосвест за злото. Тоа е филмот со Оскар Шиндлер, Шиндлеровата листа. Значи, во тој филм, таму се прикажува животот, и исто трае околу 2-3 часа и повеќе, и на тој филм првпат во животот толку имам плачено, мислам дека вака повозрастно не се сеќавам, каде што фактички го прикажуваат животот во Холокаустот, и Оскар Шиндлер, кој што е тогаш човек кој што го интересира само профит, во меѓувреме додека гледа што се случува, и е дел фактички од нацистичката партија во тоа време на Хитлер, бидејќи германски трговец, индустријалец, тој наоѓа начин да создаде работни места, активности за евреите, дел од Холокаустот, и фактички на еден психолошки индиректен начин полека вовлекува еден по еден, значи он почнува да се шири, неговата трговија расте, и он на индиректен начин бара се повеќе евреи за да работат за него, а нацистите не знаат всушност која е неговата намера, и фактички се повеќе луѓе спасува. И мислам дека преку 1000 луѓе спасило во неговата индустрија, каде што мислам дека продаваа лонци за храна, произведува, и тоа беше на крај дури ги одведе на друго место, каде што целосно требаше да бидат убиени, меѓутоа он ги купи и ги спаси преку 1000 евреи. И тој филм покажува прво да не заборавиме дека злото има огромна моќ.
преку еден човек. Еве сега се отвори нова војна во Израел и Иран. Значи, тоа е еден мал пример дека луѓе како мене и како тебе седат на високи позиции во луксузни простории некаде во Тел Авив и не знам каде и одлучуваат што ќе правиме ние сега. Значи, не ги интересираат 2, 5, 10, 20 милиони луѓе кои што живеат, кои што се обични луѓе како јас и ти, туку ги интересира моќта, ги интересира егото, само мене. Значи, јас како ќе одлучам, јас сум сега на оваа позиција, како што и кај нас политичариве не ги интересира грото народ како живее, така исто, знаете, големо зло и помало зло. Значи, не ги интересира како живеат другите луѓе, затоа и во Техеран и во Израел има толкава миграција сега, значи луѓето не сакаат војна. Туку некој кој што стои на таа позиција, врз основа на неговата одлука за таа војна, гледа страдаат милион луѓе. Милион луѓе. Ама во Библијата има еден цитат, стих, кој што вели: ниедна власт не е случајна. Секоја власт на човекот му е дадена од Бога, како казна, како проклетство, како грев, значи гревот кој што го живее колективот, или како награда врз основа на тоа што народот го бира. Што значи дека сите овие војни, сите овие страдања, па и болести, се што доаѓа во општеството, се последица на колективот, на оно што го дозволува. Еве, ако земеме таа страна на Израел, па он направи геноцид. Сега дали е тоа карма на Палестина? Дали е тоа гревот на Палестина, на Газа, врз основа на делата? Се си има зашто, се си има причина и последица. Иако повторно ќе кажам како во овој момент кој што го споменав за евреите, значи за филмот со Оскар Шиндлер, за да се развие малку таа емпатија, значи ние сепак без разлика на гревот на другите луѓе и што заслужиле или во каква судбина се нашле, ние мораме да ја негуваме таа емпатија и да го спречиме злото, значи тука да се ние поправиме. И што сакам да кажам, Израел, колективот на Израел, луѓето во Израел, молча сите овие година и пол, 2 години и повеќе колку што трае војната во Газа. И гледате сега нив истото ги стигна. Затоа што луѓето молчат према оние кои што им ја водат државата. Молчат, не излегуваат на протести да го спречат убиството, поморот врз Газа. Толку народ се уништи, цел град се уништи. Значи, гледате, и затоа потоа ќе видиме дека таму се случуваат нешта кои што не се добри. Гледате, народот е тој што молчи. Зашто да молчам ако гледам дека еден човек, па и 10 нека се на висока позиција, која што јас, фактички они живеат заради народот што ги бира и функционираат, тие молчат и дозволуваат нивната држава, која што впрочем е народот, да уништува толкова број во друга држава. Истото се надоврзува и тука со Шиндлеровата листа. Оно што сакам да го кажам е дека луѓето треба да имаат малку емпатија. Значи да имаат свесност и да се залагаат за другиот. На тој начин ќе се неутрализираат овие високи функционери и да ја подигнат свесноста, се разбира, за секое зло во општеството кое што им се пласира и кое што се дозволува, но и кое што се поддржува од нас. Значи, ги поддржувам филмовите, ќе ми стигнуваат се повеќе филмови на телевизија такви. Ги поддржувам кликовите на YouTube со некои површни вредности, се повеќе оној што е во телевизија ќе види на YouTube што масата на луѓе гледаат и тоа ќе им го пласираат. На овој начин, со нашиот клик, со нашиот даунлоуд, со нашето отварање, со нашиот лајк, ние сме тие кои што го поддржуваме злото, од друга страна ние сме тие кои што го дозволуваме злото да седи на ваквите и на позициите во телевизијата и во медиумот и во политиката,
Затоа што Бог гледа што кликаме, гледа што сакаме, гледа на што се лепиме и тоа и фактички не го дозволува. Ми се прекина видеото бидејќи батеријата и меморијата ми се при крај, така што еве накратко да го завршам и ова видео со еден символичен крај. Тука би го спомнал уште филмот со Роберт Де Ниро, каде што The Mission, каде што тој оди кон покајување, бидејќи губива својот брат и многу од племињата кои што се таму во едно домородно население, каде што потоа се покајува и поминува низ еден процес на долго време прочистување на гревот, каде што носи огромен позади камен или вреќа на себе како тежина за гревот која што ја направил и кога Бог ќе го ослободи од гревот, фактички ќе му даде на него увид и тогаш ќе може да го фактички самите племиња од кои што ги убивал ќе му простат и ќе му го симнат товарот од грбот и потоа ќе добие едно ослободување и плачење кое што е знак дека човекот конечно Бог го ослободил од гревот кој што долго време го таложил во животот. И гледате, секое лошо минато може да има на крај позитивен исход и човекот да помине низ еден процес на покајување, но и отплаќање на гревот, за да може да дојде до духовниот мир и до таа чистота, која што сите ние треба да ја постигнеме во животот. Тоа е еден прекрасен филм, еден од подобрите филмови кој што и повторно е во позадина со музика, најдобрата музика на Енио Мориконе е во тој филм. И би го спомнала Ал Пачино и Киано Ривз во Адвокат на ѓаволот, каде што луѓето заради успех, пари, гледате, од еден обичен мал град, Киано Ривз отиде во Њујорк со огромни добри понуди од Ал Пачино кој што е во улога на негативец, односно преку него владее ѓаволот и го вовлекува на се поголеми сделки и од волја и порив за успех, Киано Ривз се повеќе се вовлекува во тој бизнис. Адвокатските служители денеска се едно огромно зло, меѓутоа тоа ќе биде друга тема која што ја планирам во иднина, каде што се вовлекува во тој свет и самиот врз основа на походта со неговата жена се повеќе одат кон успех и купуваат нова куќа и одат кон изобилство, ама се повеќе го губат духот во себе и се повеќе страдаат, каде што жена му оди кон психички растројства, се губи психички целосно себе си. Тој целосно се доаѓа во дисхармонични односи, во дисхармоничен брак, се губи нивната целосна смисла на живење и на крај целосно им ги убива внатрешно животите, затоа што тоа е цената на служењето на ѓаволот и последиците, но истовремено праќа една многу интересна порака дека ѓаволот, гледате, никого не приморува. Човекот е сам тој кој што заради својата поход и слабост и ита кон тоа, кон успех, кон пари, кон изобилство, кон добра кола, добар луксус, добра куќа, добри патувања, се најдобро. Гледате, човекот е тој заради слабостите кои што фактички му дозволува на злото да дојде во неговиот живот и со него да владее. Ѓаволот е лесен заведувач, ама човекот кој што има лесен карактер е подложлив на ова лесно заведување. Ние сме тие со нашата слободна волја која што му даваме буквално вака празна бела хартија со сопствен потпис на ѓаволот. Понатаму тука исто носи порака дека злото не е фантазија, значи низ овие примери можеме да видиме, поготово Шиндлеровата листа и овој филм, дека злото постои, навистина постои и најмногу може да се значи заради слабоста на личното его, заради похота, заради големите амбиции кои што се умислени и лажни, заради самоувереноста, значи имам идеја, Хитлер имал идеја дека он е најголем врв на општеството и на државата и на светот и кон тоа се стремел. Гледате, тоа се тие слабости кои што го дозволуваат злото во нашиот живот за тоа да владее. И сега,
врз основа на ова, да создадеме едно наравучение. Кој е спасот? Спасот, мислам дека веќе го спознавте и самите и го разбравте дека спасот е оддалечувањето од злото. Самото оддалечување, самосвест, гледате, затоа ги правам овие видеа. За музичка индустрија, за естетска индустрија, за филмска индустрија. Следното ќе биде за некои од играчките и за децата, за луксузните патувања, современите туристички агенции, превозот. Значи, во секоја сфера поради општеството во кое што постои е некако вид на трговија. Таму или лежи сатаната, или лежи човекот на кој што не му се битни толку парите, туку му е битна образот, честноста, едноставноста, достапноста до секој човек, и по тоа ќе се препознаат. Еве, имав една, за крај го кажувам ова и завршувам, имав една прилика на мојот магистар, каде што моментално завршувам. Аму луѓето кои што се вработени во таа установа. Гледате, институција, образование, за мали ситни пари, очите ќе ти ги извадат. Имав еден момент каде што на факултет за нешто требаше да се плати и девојката не ме ни праша, буквално ми наплати многу повеќе од што треба, бидејќи имаш очекување дека јас сум студент кој што, не знам, задоцнил со пријава, меѓутоа не беше тоа проблемот. Проблемот беше што ние како студенти, таа група, немавме можност за онлайн уплаќање и требаше непосредно, и тоа што требаше да го платам беше 50 на денари, на што она ми наплати 150 заради доцнење, а уствари не беше мој проблемот, туку беше на институцијата, која што е впрочем масовно зло. Значи, тоа е индустрија која што владее преку образовните системи во ова време, тоа ќе биде друга тема во иднина. И во истиот ден, потоа отидов до пазар за истите пари. Нема во мене кеш, имав картица, за да не одам да вадам пари од банка, требаше од пазар нешто ми беше неопходно да земам. Човекот ми кажа: "Девојче, нити ти, нити јас ќе пропаднеме заради овие 150 денари. Рече, земи го ова дома, па некој друг ден кога ќе извадиш пари, за да не одиш специјално до банка, ќе ми донесеш пари." Гледате, човечноста, еднаквоста, човекот кој што не е дел од зло, се гледа во тоа. Затоа што општеството треба да биде на тој начин да функционира. Имаше еден филм кој што го гледав пред некој време, порано нештата се одвивале: "Ако немаш пари сега, ќе ми донесеш друг ден." Знаете, ја имало таа слобода, сега си притиснат за грло од сите страни заради тоа зло, да човекот едноставно стравува во блокада ја од сите страни, за да мора да плати, да мора да има пари, да мора да биде со она што е во општеството, за да може да преживее, гледате, и затоа е постојано под стрес. Меѓутоа, ова се гревови кои што ќе се плаќаат. И еве, за да го завршам ова видео, конечно, ќе прочитам дел од самата Библија токму за ова што го кажав на крај, но и како наравучение за целото видео, затоа што гревовите ќе се отплаќаат и се ова што се случува, Бог многу јасно го гледа и го прати, и за се ова ќе постои некаква цена која што ќе мора да се отплати. Во послание до римјаните, во глава 1, ќе читам од слабоста и вината на човештвото, од стих 18 вели: "Зашто гневот Божји се открива од небото против секоја безбожност и неправда на луѓето кои вистината ја спречуваат со неправда." Она кое може да се знае за Бога, ним им е откриено, бидејќи Бог тоа им го открил. И на вистина, она што е во него, невидливо, односно вечната негова сила и божественост, согледливи се уште од создавањето на светот, гледано според неговите дела, па така тие немаат изговор. Зашто кога го познаа Бога, тие не го прославија како Бог, ниту пак му заблагодарија, туку се заблудија во своите помисли и нивното неразумно срце им се помрачи. Тврдејќи дека се мудри, тие обезумија.
И славата на непропадливиот Бог ја заменија со лик на смртен човек, на птици, на четириножни животни и на лазачи. Она што го зборував до сега преку филмовите со тоа идолопоклонство. Гледа, човекот почна да се наклонува на тоа што го создал човекот. И вели, затоа и Бог, според желбите на срцата нивни, ги предаде на нечистота, па сами да си ги обесчестуваат своите тела. Тие ја заменија вистината Божија со лага и му се поклонија и му служеа на создаденото повеќе отколку на Создателот, кој е благословен во вечни векови. Амин. Затоа Бог ги предаде на срамни страсти, жените нивни потреби ги заменија со противприродни, и мажите исто така, напуштајќи го природното општање со женски пол, се распалија со желби еден кон друг и вршеа срамни работи мажи со мажи, добивајќи ја заслужената отплата за својата изопаченост. Овој дел тука се надоврзува и со современата, Rainbow парада. Зашто е тоа нормализирано? Затоа што злото владее преку тие луѓе, затоа што им е изопачен духот. Сега тука вели, не се обидува да го задржат Бога во разумот свој, затоа Бог ги предаде на нивниот изопачен ум да го прават она што не прилега. Тоа важи за се ова, бидејќи, како вели исто Бог, се е дозволено, но не е се полезно. Се е дозволено, но се не се наградува. Значи, за се ова што е дозволено и нормализирано, за се ќе има казна. Затоа, оние што се луѓе верници, библиски ориентирани, ова треба да го прифатат како нешто што човештвото треба да го помина, да немаат стравови, да бидат со Бога, бидејќи Бог дава сила, заштита и смирение, а се оно што ќе дојде како страдање да го прифатат, бидејќи тоа е дел од казната која што човештвото си ја одбра. Мора да се помине на тоа со надеж дека еден ден човекот ќе се покае, како што се покаја и Роберт Де Ниро во филмот, и ќе отплати за гревовите и ќе се врати на вистинскиот пат и еден ден здравје ќе посведочиме, а можеби на идниве генерации ќе посведочат еден поубав свет, што мислам дека еден ден ќе дојде како една позитивна надеж, што сите ние секако треба да ја имаме. Така што ви благодарам на издвоеното време за ова долго видео. Сакав да го направам обемно, бидејќи ми беше многу важно да бидете свесни. Бидете и исчекувајте го следното видео во кое што ќе збориме за некоја слична тема за будење на некоја општествена пора, и сите овие наредни видеа, па и до следните 2-3 години ќе бидат едни вакви видеа за будење, кои што верувам дека ќе придонесат вашиот живот да биде подобар и поквалитетен, а во меѓувреме и книгата ќе ми биде готова, која што се вика Сенката, па ќе биде објавено и за неа, и ќе може да ја прочитате, која што е книга направена баш за личен, но и за духовен развој, за човекот да се врати на вистинскиот пат. Ете, таа ќе биде малце посветла, за човекот да се оттргне од темнината на овој свет. Ви благодарам и се гледаме во следно видео.